Езерото ги спојува, проблемите ги обединуваат. Охрид, Струга и Поградец во битка за зачувување на природниот бисер. Загадувањето, неконтролираната урбанизација на крајбрежјето, состојбата со плажите и зачувување на статусот под заштита на УНЕСКО беа главните теми на кои разговараа градоначалниците на Охрид, Струга и Поградец. На денот на Охридското езеро, 21 јуни, представниците на трите езерски градови испратија порака дека грижата мора да биде заедничка. Секако дека загадувањето по мене секогаш една од примарните проблеми не само на езерото, туку и на целосно на животната средина, она на кое треба да бараме заеднички решенија. Веќе спомнаа некои преговори и можности за преработка на отпадот во електрична енергија. Секако дека статусот на УНЕСКО ни е особено важен и тука ја спомнавме поголема соработка помеѓу нашите УНЕСКО институции. Градоначалникот на Поградец уверува дека се работи на решавање на проблемот со отпадните води. Тој најави соработка со канадска компанија која треба да помогне во решавање на проблемите со отпадните води, со цел езерото да остане чисто и незагадено. Patjetër që ne kemi një program të veçantë për të dyja. Што се однесува до Охридското езеро, во делот на Поградец, многу работиме на средување на канализационата мрежа. Проблемот е актуелен само во крајезерската област Уденци, но и таму работиме многу напорно. Гарантираме дека повеќе нема да има испуштање отпадни води во Охридското езеро. Најголем предизвик за струшкиот градоначалник е состојбата со крајбрежјето. За жал, веќе хаосот е направен години наназад. Никогаш не сум рекол дека ќе го решам наеднаш, меѓутоа мораме да настојуваме да го решиме овој проблем, зашто ако сакаме и да ги почитуваме барањето од УНЕСКО, па и сите други закони што треба да ги спроведеме на дело, нормално заедно со централната власт. Барав јас да имаме владение во плажите, поради тоа што досега немало владение. Но освен еколошките предизвици, трите града гледаат и можност за заеднички туристички развој. Во план е подобро поврзување на Охрид, Струга и Поградец преку бродска линија, како и заедничка туристичка понуда. Целта е туристите да не остануваат само еден ден во еден од градовите, туку да престојуваат подолго и да го почувствуваат целиот регион. Потребно е и подобро поврзување на градовите преку велосипедски и пешачки патеки и нови туристички содржини.